Добар ден на сите. Погледнете, позади мене живеат луѓе во импровизирано живеалиште, од кеси и од картони. Застанав овде за да им ветам на овие граѓани дека секој кој што во моментов живее на овој студ во импровизирано живеалиште, на улица или под мост, дека ќе добие соодветно и топло сместување. Пред вас кои што ја следите оваа изјава од сопствените домови, се обврзувам дека нашата држава е по устав социјална и таа ќе се грижи за сите граѓани. Освен што ќе воведеме програма за извлекување од сиромаштија или секое домакинство кое што живее во сиромаштија и кое што нема друг приход ќе добие 12.000 денари, дополнително воведуваме услуги за социјална заштита кои што ќе бидат заштита или превенција од длабока сиромаштија и од наталожување на социјални ризици кај овие граѓани. Семеен социјален работник, близок до граѓаните, ќе работи на превенција и интервенција директно во семејниот систем кај оваа група на граѓани. Тој ќе биде тука и заедно со нив и заедно со државните институции ќе ги решава социјалните ризици и ќе ги надминува социјалните проблеми со овие граѓани. Заедно пак со општините, со бизнис секторот и со граѓанскиот сектор ќе отвориме локални социјални услуги за превенција, заштита и поддршка на граѓаните кои што живеат во сиромаштво или социјален ризик. Тука ќе ги опфатиме центрите за лица со попреченост, центрите за заштита од родово базирано насилство, центри за поддршка на самохрани мајки кои што имаат потреба од поддршка во развој на сопствените деца. Ќе создадеме систем кој што ќе ја намали зависноста на граѓаните од волјата на поединци во државните институции. Ќе создадеме систем на социјална заштита кој што ќе обезбеди достоинствен живот на граѓаните кои што во овој момент живеат во сиромаштија. Ви благодарам. Дали имате прашања? Кој е случајот на ова семејство? Ова семејство живее има живеалиште или по лична карта се води во друг град. Во Скопје живеат повеќе од 15-20 години, си имале своја барака која што веројатно била општинска или од времен карактер во аеродром. Таму се срушени и од тогаш немаат видено ден. Тие цело време живеат под мостови, на улица, во некои импровизирани живеалишта. Снаата од ова семејство или мајката на ова девојче почина и 3 дена требаше некој да дојде да ја земе поради тоа што не беше државјанка на Република Македонија, но тоа беа страшни услови, нејзиното дете требаше да ја гледа 3 дена почината тука во овој простор. Навистина ние како општество, како држава, мора да се грижиме сите граѓани кои што се во одреден социјален ризик и кои што гледаме дека патат да најдеме начин да ги разрешиме овие проблеми. Ова девојче сега ќе има истата судбина како бабата и дедото, како мајката и таткото ако не направиме сега на време нешто. Се уште нема документи за евиденција кој ова девојче, не е впишана во матична книга на евиденција, не може да оди во градинка, за некоја година нема да може ни во училиште да оди. Што да правиме? Да оставиме вака уште неколку години да си почекаме? Не, мораме веднаш да интервенираме, да се воведе во книга, да почне да оди во градинка, да се запише во училиште, да ја имаме како образован кадар кој што понатаму ќе може да работи и да излезе од сиромаштијата, со тоа ќе го извлече и семејството од сиромаштија. Ова девојче е глувонемо, таа мора да има посебно образование за да го научи јазикот на глувонемите и да може да комуницира со своите, но и со останатиот свет. Има ли некоја статистика колку граѓани се припаѓаат на оваа категорија? Бездомни, ние немаме регистар на бездомни, немаме ниту регистар на лица со попреченост. Ова девојче немате регистар кај што ќе биде заведено. Според статистиките на Државниот завод за статистика, смешно е дека сиромаштијата ни се намалува. Таа се продлабочува. Граѓаните и со социјалната помош не може да живеат. Многу па од нив се исклучени од систем на социјална заштита заради тоа што должат некои пари на државата, не обезбедиле некој документ. Целосно нехуман социјален систем имаме, кој што не е насочен кон потребите на граѓаните, кој што не одговара на граѓаните, туку само создава административни бариери за да не го остварите правото. Навистина сметам дека ова мора да се смени и затоа се обврзувам дека СДСМ по доаѓањето на власт ќе го создаде хуманиот или ќе го креира хуманиот дел од системот на социјална заштита кој што во моментов го немаме. Благодарам.